Скоро 2 месеци по одржаните состаноци со представници на локалната власт, а особено состаноците со министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и владината комисија за решавање на проблемот со депонијата на чело со министерот Рамис Мерко, отсуствува конкретна реакција која би одела во прилог на решавање на проблемот со дивата струшка депонија, велат од граѓанската иницијатива Доста. Според представникот на ова иницијатива Глигор Ќатовски, се добива впечаток дека власта, локалната и централната, немаат концепт во решавање на проблемот. Отсуствува отчет од работата на владината комисија, од работата на Министерството за животна средина, другите надлежни министерства. Отсуствува совеска и пратениците кои потекнуваат од Струга, а кои ги представуваат граѓаните на општина Струга во собрание. Досега не успеавме да слушнеме мислење од страна на пратениците, особено од Зијадин Села како поранешен градоначалник на општина Струга за состојбата со дивата струшка депонија, нагласува Ќатовски. За почеток би сакале, господинот Заев имаше средба со жителите на општина Тетово за нивниот проблем со депонијата, па ќе искористам оваа прилика да апелирам господинот Заев да одвои време и простор да се сретне со представници на граѓанската иницијатива и жители на општина Струга, се со цел решавање на проблемот со дивата струшка депонија. Со оглед на ургентноста на проблемот со кој се соочуваат жителите на општина Струга, а во контекст на дивата струшка депонија, од граѓанската иницијатива предлагаат владата во соработка со локалната власт да излезе со конкретни мерки за решавање на проблемот. Стружани немаат време да чекаат 2 или повеќе години до формирање на регионална депонија. Потребно е меѓувремено решение за кое имаме предлог кој би го соопштиле на премиерот Заев во нашата средба, надополнува Ќатовски. Во текот на денешниот ден информирани сме дека од група пратеници од опозицијата предложен е амандман за одобрување средства за санирање, односно дислокација на депонијата. Апелираме, значи и власта и опозицијата да престанат со политички препукувања и конечно во интерес на загрозените жители на општина Струга, кои што не се малку, најмалку 20.000 жители се загрозени од оваа кризна ситуација како последица од дивата струшка депонија, да излезат, да се здружат заедно, да ги здружат своите капацитети се со цел решавање на проблемот со дивата струшка депонија. Како иницијатива не престануваме и ќе вршиме постојан притисок за решавање на проблемот со дивата струшка депонија, потенцираат од иницијативата Доста. Во меѓувреме тие предлагаат централната во соработка со локалната власт да издействуваат превентивни мерки од намерно спалување на депонијата, што би вклучувало оградување на депонијата со ограда со бодликава жица, поставување на камери за 24-часовен видеонадзор и воспоставување на 24-часовна чуварска служба со по 2 чувари на смена кои би ја чувале депонијата со организирање на секојдневни полициски патроли и патроли на пожарна Струга.